Со притисокот кој го извршивме ја постигнавме целта. Вака штипската Клара Цеткин ја толкува денешната уредба со која се забранува издавање на дозволи за работа на фабриките од текстилната и кожарската индустрија, додека Штип е во 80-часовен карантин. Гласен текстилец изминатите 2 дена постојано алармираше дека полицискиот час нема да важи за одредени конфекции. Смета дека ваква одлука требаше да се донесе многу одамна, кога без проблем се вадеа дозволи за работа на работниците. Карантинот не важеше и полицискиот час не важеше за сите, не важеше за големите компании. Еве кај нас конкретно во Штип не важеше за конфекциите, што е голем проблем. Огромен проблем. Вие кога давате дозволи за полициски час, граѓаните ги затварате дома, тоа не е во ред. И сега гледате дека тој карантин и тие полициски часови не дале резултат. Организираниот превоз на работниците беше еден од клучните проблеми кои Гласен текстилец постојано ги укажуваше на надлежните, кои пак беа без стратегија за заштита. Како пример ја посочува уредбата за регулирање на јавниот превоз. Не се знае точно ингеренциите кој како треба да внимава, чии ингеренции се. Тоа беше огромен проблем и, да го наречем, пропуст. Вие не можете да барате инспекторатот за труд да ви биде во конфекциите, во автобусите, во УЈП да внимава на пати. Не можеме. Значи, одговорноста не беше поделена. Бидејќи сега моментално ние немаме од кој да побараме одговорност. Уште на почетокот од кризата Гласен текстилец бараше да се затворат сите конфекции, а според нивните информации од терен, вирусот најлесно се проширил во средината на мај, кога сите почнале со олабавување на мерките.